Вкупно 7 лица од гостиварското село Симница до сега се хоспитализирани во клиниката за инфективни болести во Скопје. Сите лица се со полесна клиничка слика и се надвор од животна опасност. Во меѓувреме се уште се чекаат резултатите од анализите за утврдување на причината за смртта на таткото и синот, кои починаа на клиниката за инфективни болести, откако биле донесени во тешка здравствена состојба. Неофицијално докторите на инфективна се сомневаат на хеморагична треска. Болеста се пренесува преку глодари, кои го заразуваат добитокот, а преку изметот се заразуваат и луѓето. Заменик министерот за здравство Гоце Чакаровски истакна дека најдоцна до утре треба да ги добијат резултатите. Нашите екипи се на терен. Се надевам дека до крајот на денот, најдоцна до утре, јавноста ќе добие комплетна информација за сите настани со дефинирани резултати за причинителите. На вчерашните 4, уште 3 нови има, 7. Од Агенцијата за храна и ветеринарство соопштија дека се земени мостри за лабораториско испитување од добиточната храна и вода, а во текот на денот во селото ќе биде извршена целосна дезинфекција и дератизација. Од страна на официјалните ветеринари, земени се мостри за лабораториско испитување од добиточната храна и водата во одгледувалиштето, од производи од млеко и сирење кои се произведува во бачилото. Земена е и крв од овците на дијагностичко испитување, со цел утврдување на евентуалниот причинител на заразата. На одгледувалиштето зголемени се и биосигурносните мерки, а во текот на денот ќе биде извршена и комплетна дезинфекција и дератизација. Заради спречување ширење евентуална зараза, изречени се мерки за забрана за движење на стадото и обврска за задолжително пријавување на евентуално заболени или пцовисани животни до надлежното ветеринарно друштво. Од инфективната болница од Гостивар ги повикаа сите лица кои имаат симптоми проследени со висока температура, треска и повраќање, веднаш да побараат лекарска помош. Селото Симница се наоѓа на 10 километри од Гостивар, на планината Бистра. Жителите во селото претежно се занимаваат со земјоделство и сточарство.